Буџетот за 2023 година на пленарна седница за власта развоен, за опозицијата нереален и инфлаторен. Владата го испрати буџетот до собранието со вградените амандмани по комисиската расправа. Од 200 амандмани кои беа предлог на ВМРО ДПМН, Министерството за финансии прифати само 6. Буџетот за следната година, кој е проектиран на рекордни 5,3 милиарди евра, за власта ги лоцирал приоритетите и бил скроен за полесно пребродување на енергетската и економската криза, а ќе се внимавало парите на граѓаните да се искористат онаму каде ќе даваат најголеми ефекти. Овој буџет представува сеопфатен план на сите политики, мерки кои што ќе ги се предвидуваат реформите и политиките за спроведување во текот на следната фискална година. Целта на предлог на буџетот за 2023 е да помогне во облажување на последиците од енергетската криза, на цените, да обезбеди непречено финансирање на евроатлантските интеграции, исполнување на НАТО стандарди, но и да се постави основа за економско заздравување и да обезбеди забрзување на економскиот раст. Од вкупно 4,6 милиарди евра кои владата планира да ги собере, најголем дел ќе бидат даноци, односно пари од граѓаните и фирмите. За ВМРО ДПМН, ова е најголем буџет што во една реченица се опишува како буџет за склучување на договори во 4 очи. Во текот на амандманската расправа бевме соочени со еден феномен, каде што пратениците од мнозинството сами меѓу себе си се блокираа и не дозволуваа да има дискусија за амандманите со цел македонскиот народ и стопанството да не го види срамот кој што е представен во овој момент пред нас. А што е срамот? Срамот е буџет од 5,3 милиарди евра во кој што ниту еден човек нема да живее подобро, во кој што стопанството нема да функционира поуспешно, во кој што нема да се набавуваат нови возови, нема да се градат нови објекти, нема да има нови училишта и болници, нема да има локални патишта, а владата ќе прибира пари само за себе. Историски највисокиот буџет ќе донесе и рекордно задолжување. До година ќе се задолжиме за дополнителни 700 милиони евра, односно дефицитот ќе изнесува 4,6% од БДП, а пари ќе поземуваме главно од странство. Само за стари долгови Македонија има за враќање над 1 милиарда евра. Амбициозниот буџет на власта предвидува и 800 милиони евра капитални инвестиции. Проекциите се дека економијата до година ќе расте за 2,9%, а инфлацијата е проектирана на 7,1%. Расправата на пленарната седница трае максимум 5 дена.